Предложените законски измени за потребите на Бехтел и ЕНКА се неуставни, отвораат сомнеж за корупција и злоупотреба. Експертите предупредуваат дека власта турка закони кои, квалификувајќи ги како национален и стратешки интерес, ќе може кога сака да си ги злоупотребува. Ова би значило, на пример, дека во секој момент кога власта ќе има потреба од тоа ќе се работи 60 часа неделно или државата би можела да одземе земјиште без правосилна пресуда само заради давањето зелено светло на споменатите спорни закони. Експертите бараат повлекување и отворање широка дискусија, затоа што скратената постапка е само уште еден сомнеж за злоупотреба. Сите овие измени треба да се повлечат, треба да одат низ редовна процедура, меѓутоа исто времено владата треба да обезбеди анализи зошто навистина се потребни овие исклучоци и само во случаи во кои што е тоа оправдано, тие треба да бидат направени. Тие навистина треба да објаснат зошто е потребна повеќе од 40 часовна работна недела. Ваквите проекти отвораат сомнеж за самоволие и не се почитуваат правните начела, реагираат од Хелсиншки комитет. Навистина отвара простор за сомнеж, отвара простор за самоволие, да може државата да утврди дека нешто што не е во интересија да биде побрзо направено, и навистина го става владењето на правото, го разнишува владењето на правото целосно. Еден од најспорните закони е оној за работни односи. Иако владата се обидува да го продаде како поволна одлука за работниците, правниците гурнаа во вода. Прекувремената работа, велат тие, е неуставна и никој не може да се откаже од правото на одмор. Самата содржина на овие три амандмани е изразито проблематична од аспект на владењето на правото. И сега, клучниот проблем е што со овие предлог амандмани се заобиколува одлуката на Уставниот суд. Власта ќе ги олеснува и процедурите за експроприација, односно наместо со правосилна одлука ќе може да се одземе земјиште само со имотен лист, а археолозите бараат и повлекување на законот за градење, кој ќе им даде на Бехтел и ЕНКА огромни привилегии. Во однос на законот за градење и законот за урбанизам, тоа за урбаничко планирање, кои што исто така го тангираат културното наследство, односно неговата заштита. Така да моментално ги анализираме овие два закони за да видиме кои проблеми може да се јават при понатамошното имплементирање. Ако корупцијата се дозволи да мине, одговорно се знае кој треба да понесе, сложни се експертите. Според нив, тоа се неколку актуелни министри.